ние денес како претеничка група предлагаме дополнување на Законот за здравствена заштита. Ние во овој закон имаме детектирана една правна, ја би рекол, недореченост. Сега прашањето е дали тоа е, можеби не е правна недореченост или е намерно оставена таква, за да биде злоупотребувана од сите политички гарнитури во последните 30 години од независноста па наваму. Имено, истиот овој закон, Законот за здравствена заштита, го регулира процесот на примање на работа на здравствени работници во здравствените установи. Конкурс, на кој начин се врши будувањето, стручност, компетентност и така натаму. За понатаму ексклузивно право да му даде или дискреционо право да му даде само на работоводниот орган, тоест на директорот. Тука ние имаме една контрадикција каде што не зависи вработување во здравствена институција од стручност и компетентност, туку буквално зависи од волјата на директорот. Имаме џабе конкурс, џабе услови, џабе будување, тој може да го стави вториот, третиот, четвртиот, петиот, кој да сака, минимумот е тие да ги поминат базичните услови за да се најдат на листа. И знаејќи во која држава живееме, во Македонија, најчесто и прворангираните не се вработуваат во нашите здравствени институции, ние го губиме најстручниот кадар. Имаме два ефекти од таа ситуација. Прво и основно, ние го намалуваме квалитетот во здравствените установи, наместо да не лечат најдобрите специјалисти, доктори, најдобрите медицински сестри, ние имаме кадар кој што е со пониски познавања. И вториот ефект е дека ние најспособните здравствени работници кои што ги имаме во државата, практично ги бркаме. Ја не верувам дека има тука еден пратеник кој што не познава некој доктор, некоја медицинска сестра која што била одбиена на конкурс и која што заради неправдата која што е систем во нашава држава, едноставно се имат иселено и сега бенефициите од тој кадар, од тој квалитетен стручен кадар ги уживаат граѓаните на најчесто европските земји, да речеме посебно Германија. Сега, 2019, во времето на СДСМ, сме донели едно автентично толкување, наводно да се расчисти овај недореченост, каде што ние практично ја потврдуваме ексклузивната можност на директорот да става било кој кандидат и со тоа го цементираме овој закон, без разлика колку тоа да е законски, го цементираме да биде неправеден и најдобрите студенти, најдобрите кандидати, здравствени работници да испаѓаат од игра. Ние во овој закон го минуваме член 161 став 1, каде што додаваме една реченица и со таа реченица елегантно го обврзуваме работоводниот орган, т.е. директорот, да мора да го прими прворангираниот кандидат на конкурсот за вработување. Ја не верувам дека меѓу колегите има еден колега кој што е против една ваква измена на закон. Посебно тие колеги кои што се здравствени работници. И ние тука од владеачкото мнозинство цело време слушаме колку многу гласови добиле, колку многу пратеници добиле. Таа доверба која што им ја даде македонскиот народ е баш за вакви ситуации, за системско, од корен решавање на проблемите, кој што е баш овој закон ние што го предлагаме, а не еден вид на фасадирање на проблемите кои што го тиштат ова општество веќе 30 години. Јас со тоа ги повикувам колегите, посебно од парламентарното мнозинство, да го поддржат овој закон, затоа што баш заради огромниот број гласови кои што го добија, одговорноста е на нивна страна, конечно да почнат со системска промена во македонското општество. Ви благодарам.